Холивудскиот блокбастер Опенхаймер го прикажува тестот на првото нуклеарно оружје во светот во 1945 година како момент на научен триумф во пустината во Ново Мексико. За Весли Бурис, експлозијата таа ноќ го скршила прозорецот од спалната соба, што 5-годишното момче ја делело со својот брат. Скокнав затоа што падна чаша и таа чаша ме удри и потоа од ударот се разбудив. Не знаев што се случува. Собата беше осветлена. Тогаш погледнав низ прозорецот и се што можев да видам беше силно светло, како да го гледам сонцето. Бурис и неговото семејство живееле 32 километри од Тринити во White Sands во Ново Мексико, местото каде што се тестирало првото нуклеарно оружје. Роберт Опенхаймер и неговиот тим го избрале местото за тестирање заради, како што рекоа, неговата оддалечена локација. Денешното истражување покажува дека тогаш имало повеќе од 13.000 луѓе во таа област, вели активистката на заедницата Тина Кордова. Тоа не е далечно и ненаселено место, или пак некоја огромна просторна површина каде никој не живее. Тие не видоа, сметаа на нас дека сме необразовани и несофистицирани, неспособни да се избориме за себе. Не бомбардираа. Сега 85-годишниот Бурис вели дека неговите родители и браќата и сестрите страдале од рак за кој веруваат дека се поврзани со изложеност на радиацијата. Нема се опфатна студија за здравјето на луѓето по тие атомски тестови за да се докаже тоа. Така, локалниот конзорциум на басенот Тулароса Даунвиндерс изработи своја здравствена студија. Пензионираната лекарка Арлин Браун, која помогна во тоа истражување, вели дека видела шаблони на рак во текот на незиното долгогодишно практикување во областа. Families that have lost every family member or have lost Мислам на оние кои изгубиле член на семејството или изгубиле 9 од 10 членови на семејството поради рак кој можел да се лекува, им се должи нешто. Ним им се должи барем признание, дека тие исто така придонеле за војните напори, а не се ни признаваат дека постоеле, што е погрешно. Постои одреден федерален надомест за луѓето во делови на Невада, Јута и Аризона, кои развиле сериозни болести по предпоставената изложеност на радиација од подот снежните нуклеарни тестирања, но тоа не ги опфаќа луѓето во Ново Мексико. Законот за компензација на изложеност на радиација истекува на 10 јуни, освен ако не биде продолжен од Конгресот во законодавство што веќе го усвои Сенатот и ќе го прошири опфатот на луѓето во Ново Мексико. Гласот на Америка го контактираше Американскиот оддел за енергетика, но одделот го упати Гласот на Америка на изјава на Белата куќа, која го одобри продолжувањето на компензацијата за радиација. Администрацијата на Бајден вели дека направила приоритет да се справи со штетите поврзани со здравјето заради изложеност на животната средина на токсини. Со истокот на времето, Бурис и Тулароса Даунвиндерс се надеваат дека ќе го добијат надоместокот и признанието што го чекаат речиси 80 години.